Не помина многу време, а повторно македонското знаме пламна, но овој пат од нашите западни соседи. Група млади во центарот на албанскиот град Бурел по одржаниот протест го запалиле, газеле и фрлале македонското знаме. На протестот били извикувани пароли: долу Македонија, сакаме етничка Албанија. Ваквата агресија и омраза следува по неодамнешното убиство на двајца албанци во Гостивар. Не го оправдувам на никаков начин убиството, но се прашувам што ќе се случеше ако беа убиени двајца македонци. Дали тогаш нашите сограѓани би протестирале против насилниците, а нашите соседи од запад и север би дале барем една изјава со која би го осудиле таквиот однос на нивните браќа? Но тие велат да запре систематскиот терор врз албанците од страна на македонците. Господа сограѓани, мислам дека е грешка реченицава, да не е обратно што велите вие. Не можам да издвојам ниту една држава освен Македонија, каде едно малцинство ги има истите, дури на моменти и поголеми права од македонците. Господа, за каков терор зборувате? Не сте ми јасни. Дали е терор тоа што каде сакате и колку сакате гласно си говорите на вашиот мајчин јазик, албанскиот? Дали е терор тоа што работите во државните институции рамо до рамо со македонците? Дали е терор тоа што учите, студирате на ваш албански јазик? Дали е терор кога на вашите веселби се вее само знамето на нашиот западен сосед? И има ли логика понатаму да ги набројувам наводните теории врз вас? А да ве прашам, односно да ве подсетам на теророт што го трпат нашите македонци во вашата Албанија, што не смеат ни да прошепотат дека се македонци, а камоли да говорат на македонски јазик. Дали вие тука или тие таму се чувствуваат како граѓани од вторет? Дајте, Господа, работете на соживотот доколку го сакате, во спротивно непријателството се повеќе се разгорува. Не забадијала кажале дека Балканот е буре барут и треба малку да се запали. Затоа разбудете се и вие и погледнете и на вистината во очи. Треба да се живее, а не да се гине. Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски.